Падна владата во Бугарија. Бугарското собрание со 123 гласа за и 116 против му пресуди на кабинетот на Кирил Петков. Со тоа источниот сосед влегува во нова политичка криза, која сосем неизвестна ја прави состојбата со македонското вето, додека нашите власти се надева на некаква промена на бугарските позиции. Петков сега потенцира дека неговата битка ќе биде останување на власт и нормализирање на Бугарија. Че беше чест за мен да вода правителство, което беше свалено от господин Пеевски, от господин Борисов, от Слави Трифонов и от госпожа Митрофанова. Това, което те не разбраха, че така не могат да спечелят българския народ. Обещаваме, че ние ще продължим в тази битка да отвоюваме държавата си и един ден ще имаме България без задкулисие, без мафия, една нормална, успешна европейска држава. Еден од најблиските соработници на Петков, министерот за финансии, вице-премиер Асен Василев, порача дека излезот од најновата ситуација го гледа во нови избори за само 3 месеци. И сме започнали да се готвим за избори. Какво означава това? Че трудно виждам как някой, който гласува заедно с Делян Пеевски на този вод, ще промени мнението си. Ние вървим към нови избори септември месец. Неизгласаната недоверба на Петков предходеше бурен ден во бугарскиот парламент. Утринава Бојко Борисов соопшти дека неговиот ГЕРБ ќе гласа за францускиот предлог, бидејќи Бугарија подобар не можела да добие, но со услов владата окажа ставот за документот на Макарон, што беше одбиен од Петков. Поради тоа собранието одлучи да ја откаже расправата за истиот. Она што е важно за Македонија е дека сега останува непознато што ќе биде со нашата европска иднина. Причината е што Бугарија веќе има техничка влада, од која никако не се очекува да носи некакви нови решенија за нашиот спор, па така станува тешко нешто да се промени до самитот ЕУ Западен Балкан, кој се одржува утре во Брисел. Токму Македонија е една од причините за падот на Петков, а тоа го потенцира пратеничката на ГЕРБ Десислава Валчева Атанасова. Той не само не реши спорните въпроси, а ги задълбочи. Настрои гражданите от двете страни на границата едни срещу други. Но най-вече застраши защитата на българския национален интерес. Кирил Петков със своите действия пречеше през цялото време на преговорния процес с противоречивите си сигнали, с саботирането на работата на дипломатите, експертите, с двойствената си външна политика, с криенето на процеса на преговори от българското общество. Инаку Петков на премиерската позиција издржа само 6 месеци. Тој стана премиер на 13 декември 2021 година. Дека владата во Бугарија ќе падне стана јасно кога има таков народ на Слави Трифонов реши да ја напушти владината коалиција.